Распишаниот тендер за избор на најповолен понудувач за реализација на акцијата за прскање против комарците во Источна Македонија е завршен. Избран е најповолен понудувач кој ќе реализира оваа акција во 9 општини од регионот со земско прскање против комарците. Ќе се прска површина од 470 хектари, односно 1410 хектари, што значи дека прскањето треба да започне по завршувањето на целата тендерска процедура, некаде после 20 јуни оваа година. Ќе има 3 прскања. Распонот помеѓу прскањата ќе биде на размак од 1 месец, значи јуни, јули, август, и ќе биде прскањето земско прскање, значи нема да биде од воздух. Еве така е оценето од страна на експерти кои што беа уклучени и даваа помош бидејќи е многу поефикасно и даваа помош при изработка на целата проектна задача. Очекуваме овие денови да се заврши целата тендерска процедура и веќе да се започне со прскањето на предвидените површини во сите 11 општини. 9 општини се вклучени со исклучок на две општини за кои што беше оценето дека ќе биде ефикасно исклучиво ако биде воздушно прскање. А останатите општини сите се вклучени во проектот и паралелно со тоа веќе повторно размислуваме за еден друг регионален проект, а тоа е во врска со кучиња скитници. На наредната седница треба да се донесе една конкретен заклучок, конкретна одлука околу тоа што би значело тоа и какви ќе има последица ако не се преземат адекватни мерки против кучиња скитници. Очекуваме оваа анализа да покаже колку средства се потребни, како треба да постапиме, што да направиме во конкретниот случај согласно законската регулатива во Република Македонија и во колку Советот одлучи, во тој случај ќе се оди со нов регионален проект. Прскањето против комарците и проектот за заловување на кучињата скитници се проекти од особено значење за жителите од 11 општини од Источниот плански регион.